Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, почитувани учесници, добар ден! Добар ден и добре дојдовте на одбележувањето на 8 април, Меѓународниот ден на ромите во организација на Општина Делчево и Тернипем МК Делчево, под покровителство на градоначалникот на Општина Делчево, господин Иван Гоцевски. Сите заедно во наредните 60 минути ќе чествуваме нашата култура, локални обичаи и традиции и ќе дадеме подршка на мултикултурализмот и различноста како предност, а не како пречка. Манглета и сајдени манушари, романи, раја премренари, шукарни вете шукара леко араки веко амаро празнико, овтото април, машкарджијаненко родивее ромени, ке организацијата ки комуна Делчево и Тернипем МК Делчево. Ано араки века годишје рутно ки комуна, орајо Иван Гоцевски. Сарине берабере павди сутне, шо вардеш минутија, те бахтарина мари култура, локално обичајата и традиции, ем када подршка ки мултикултура, ем по разлики сар предност, а на сар заварите. На сцената го поканувам градоначалникот на Општина Делчево, господин Иван Гоцевски, да земе збор. Повелете, градоначалник. И сцена, а кардинала и висши рутнеки комуна Делчево, орајо Иван Гоцевски, Келел Лави. Почитувани присутни, почитувани представници од ромската заедница, драги и искрени пријатели. Ми представува посебна чест и задоволство што вечерва сме собрани во голем број и што заедно обележуваме ден кој има посебно историско и символично значење за нашите пријатели, сограѓани, соседи од нашето мало, нашите почитувани роми. Да сте живи и здрави, еден голем аплауз за вас. Меѓународниот ден на ромите не е само датум, туку ден со кој одаваме почит кон историјата, културата и духот на ромската заедница. Но и ја потврдуваме нашата заедничка обврска да градиме општество во кое секој човек има еднакви можности, достоинство и глас кој што се слуша. Овој ден е потсетник дека различностите не се делат, тие не избогатуваат. Ромската култура, традиција и музика се дел од нашето заедничко богатство, дел од мозаикот ја прават нашата заедница посилна, пожива и многу поискрена. Но истовремено овој ден не повикува и на одговорност. Да не дозволиме ниту еден човек да биде оставен на маргините. Да не дозволиме предрасудите да бидат погласни од правдата, да не дозволиме можностите да бидат привилегија наместо собствено право. Нашата заедничка цел е јасна. Општество во кое секое дете има пристап до образование, секој млад човек има шанса за напредок, а секое семејство да живее достоинствено. За мене овој ден повикува на акција, да изградиме општество во кое различностите се почитуваат, а еднаквоста не е идеал, туку реалност. Да бидеме заедница која гради мостови, а не ѕидови. Во нашата општина сите сме заедно, и ромите, и македонците, и православните, и муслиманите. Сите делиме исти улици, се радуваме на исти успеси и нови градби. Сучествуваме кон проблемите на другите, низ историјата заедно сме страдале, сме се бореле за подобро утро, сме се протестувале на неволите, заедно со подадена рака еден кон друг. Заедно живееме исти или слични човечки проблеми. Затоа можам да зборувам само за човечките проблеми, без поделби по никаква основа. И со право можам да речам, да, ромите се интегрирани во нашата заедница. Равноправни се со останалите граѓани и ги уживаат придобивките да го негуваат својот јазик и да развиваат своја култура и традиција и активно да припадаат и во своите партии во политичкиот живот. Но мора да се соочиме со реалноста дека ромите се уште се борат за своето место под истото сонце. Нивните проблеми се екзистенцијални, социјални, образовни, проблеми кои мора да ги минуваме со вистинско име, без манипулации и да ги решаваме дел по дел.
Ме радува фактот што и понатаму сме град каде ромската етничка заедница е со многу висок степен интегрирана и не живее во гето. Кај нас нема проблеми, но свесни сме дека има уште многу за решавање. Во Делчево живеат околу 500 роми, претежно во стариот дел на Делчево и во нашето убаво село Трботевиште. Кај ромската популација невработеноста е нешто повеќе од 50% од вкупниот број на работоспособни роми. Сепак, според мене, најважно во растот и развојот на секој млад човек е образованието, кое ги отвора перспективите на младите. Но мора да забележам дека постои потреба од подобрување на успехот и редовноста кај сите ученици од ромската заедница, во основното и во средното образование. Овде ќе го споменам и бројот на запишани ученици во високообразовните установи кој е подобрен во однос на претходниот период. Во Делчево точно 100 ученици роми се вклучени во образовниот систем, додека 12 дечиња од преучилишна возраст посетуваат градинка, а 15 се вклучени во проектот Инклузивна настава за деца роми, како еден инструмент за мотивација за учениците роми да постигнуваат поголеми успеси во образованието е и доделувањето награди за недобрите ученици роми во трите образовни институции, а годинава узголемивме овој износ за 1000 денара. Почитувани, општина Делчево останува осветена за реализација на сите отворени прашања поврзани со ромите, со цел да добиеме ефикасна рамка по која ќе се движиме и ги решаваме проблемите, дел по дел. Општина Делчево има изработено низа стратешки документи и акцијски планови кои ја дефинираат рамката за наделување на општината и решавањето на активните проблеми токму на ромите. Проектирани се и очекувам брза реализација на неколку инфраструктурни проекти кои што ќе ги чувствуваат најсилно ромската заедница. Во тек е изградба на видеосминерски бат со подпорен зид, со што решаваме детенски проблеми во населбата Стар Расадник. Наредниот период ќе работиме на проширување на улица Борис Кидрич, тамполирање на Карчко мало, реконструкција на улица Малешевска, на улица Индустријска, на улица Митро Хадживасилев Јасмин, изградба на паркинг во населбата Расадник, изградба на крак од улицата Плачковица, реконструкција на улицата Дамен Гроев и 2 крака по село Трботевиште. Замена на адвести цевки со полиетиленски во стариот дел на градот на улица Водачка, улица 8 септември и на улица Шевска. Моите заложби како градоначалник се искрени и пред се како одговорен човек. Мојата работа е посветена за решавање на инфраструктурни проблеми во Делчево, за создавање услови на раст и развој на градот и на селата и градење заедница каде секој еден е важен. Нека овој 8 април и секој нареден биде не само ден на сеќавање, туку и ден на нова надеж, нова енергија и нова посветеност. Да сте живи и здрави, нека ви е честит денешниот ден и да се гледаме многу посет. Благодарам. Благодариме градоначалник. Тоа со 100 дишерот на Рајево. Сега на сцената ја поканувам господја Ермина Реджепова, председател на Ромски културен и едукативен центар ТРНПМК од Делчево, да земе збор. Поведете. Академски сенат Артардинава и Ермина Реджепова, председателка по Романо-културното и едукативно центар ТРНПМК, Тарко Делчево, Телеллави. Почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани присутни, драги пријатели. Денес сме собрани да го одбележиме 8 април, Меѓународниот ден на ромите. Овој датум е символ и глас на историјата, на културата, на борбата, но и надежта и иднината на ромскиот народ. Ромите се народ со богата и автентична традиција, со свој јазик, обичаи, културни вредности кои со векови се ткаени во општествата во кои што живеат. Нашата музика, нашите игри, нашите приказни и нашите вредности се дел од големиот мозаик на мултикултурното општество, мозаик што го прави животот побогат, поразновиден и поисполнет. Но овој ден е и подсетник дека патот кон целосна еднаквост и интеграција се уште не е завршен.
За жал, многу роми и денес се соочуваат со предизвици како што се сиромаштија, дискриминација, вработување и пристап до еднакви можности. Токму затоа, наша заедничка одговорност е поголема од кога било. Обврзани сме да продолжиме да градиме општество кое ќе се развива достоинство, за да можат ромите достоинствено да живеат без разлика на своето потекло, култура или вера. Мултикултурализмот не е пречка, тоа е наша најголема сила. Различностите не делат, тие не сближуваат. Само преку меѓусебна почит, разбирање и искрена соработка можеме да градиме стабилно, праведно и инклузивно општество за сите. Денес да ја прославиме ромската култура и традиција со гордост, но истовремено да зацврстиме нашата заложба за еднаквост, достоинственост и правда. Нека овој ден биде поттик за нови можности, нови партнерства и нова надеж. Нека биде ден не само што ќе славиме, туку и да ветиме дека ќе продолжиме да се бориме за подобра иднина. Нека ни е честит 8 април, Меѓународниот ден на ромите. Ви благодарам. И благодариме на господја Армина. Тоа са Стира и Ермина. Почитувани присутни, го одбележуваме 8 април Меѓународниот ден на ромите. Во рамки од одбележувањето следува пригоден рецитал посветен на празникот од Тернипе МК. Настап на учениците од ОУ Свети Климент Охридски од подрачното училиште село Трботивиште. Цитати на ромски јазик за познати светски личности со ромско потекло. Во изведба на Јована Петровска и Алмир Демир. Нека повелат. Ромите, културата и постоењето низ вековите. Ромите се најбројното етничко малцинство во Европа. Тие на стариот континент живеат над 700 години. Денес во Европа живеат околу 12 милиони роми. Половина од нив во земјите од Европската унија, во Романија, Бугарија, Унгарија, Хрватска, Полска и други. Ромите потекнуваат од Индија и самите меѓу себе се нарекуваат роми, ром-рома, или пак синти, синто, синтура. Самото име има ознака на етничка припадност. Меѓутоа се користи и за значењето маж. Ромите го добиле името по Рама, легендарниот јунак од самоиндискиот еп Рамјана, а неговите припадници постоеле рамни деца Романеч Хаве. Ромите биле опишени од Дајана Мура Пелбаун како уникатни меѓу народите, затоа што никогаш не се идентификувале себе си со територија. Тие немаат традиција од антиката и далечната татковина, од која се преселили нивните предци. Ниту пак тврдат дека имаат право на национален суверенитет во кој било од земите во кои живеат. Ромскиот идентитет е поврзан со идеалот за слобода, изразен деловно во немање врски со татковината. Отсутството на приказни за традиционално потекло и пишана историја значило дека потеклото и раната историја на ромите долго време била енигма. Ромите се појавуваат во средновековните византиски земји во средината на 11 век и може со сигурност да се каже дека тие во Македонија се присутни во 12 век, а голем број на роми се стигнати на овие простори за време на владеањето на српскиот крал Стефан Дечански.
додека пак уште поголем број на роми пристигнале во јужнословенските земји за време на владеањето на османлиите на овие простори. Синтиите и ромите со векови живеат во Европа, но сепак останале самостоен народ, кој покрај јазикот на својата сегашна татковина го зборува и го зачувал и својот, ромскиот. Иако ромскиот не е хомоген јазик, туку се дели на многобројни дијалекти, постои заедничко сродство со индискиот санскрит. Лингвистите уште од 18 век наваму претпоставуваат дека потеклото на европските сети роми е од Индија. Ромскиот јазик, изворно романичи, е мајчиниот јазик на ромите. Тој е дел од групата на индоариски јазици. Поточно се класифицира или во централните индоариски јазици, или во северно-западни индоариски јазици. Доста често се класифицира и како своја посебна јазична гранка поради поголемиот број на сродни јазични варијанти. Според ИСО стандардите, јазикот е ставен во групата на макројазици и се состави од 7 подјазици или големи дијалекти. Најголемиот дијалект е влашко-ромскиот со околу 1,5 говорници. Потоа следат балканско-ромскиот, карпатско-ромскиот и други. Делчево е град со долга традиција на ромската заедница. Културата, верувањето и традицијата се дел од македонското културно наследство и тие се важен сегмент и пример во градењето на соживот и меѓусебно почитување во едно општество. Делчевчани сите се горди со мирниот соживот на крајниот исток. Почита кон различните култури, традиции и обреди е карактеристична за ова поднебие, како децении наназад се почитувале разликите, а така и ќе остани понатаму. Светскиот ден на ромите се одбележува во чест на првиот светски конгрес на ромите, одржан од 8 до 12 април 1971 година во Лондон. И тоа е еден од најважните датуми во историјата на овој народ. На тој датум на конгресот се сретнаа представници на ромите од 14 земји во светот. Како една од најважните освоени одлуки се одлуката за ромското знаме и официјална химна. Ромското знаме во долниот дел има зелена боја која символизира земјата, а горниот дел е обилен со сина боја која го символизира небото. Црвеното тркало, кое се наоѓа во средината на знамето, ги представува патувањата и миграциите на ромите. Официјалната ромска химна се темели на старата ромска песна «Джелем, джелем». Првиот конгрес на ромите во Лондон резултираше со прогласување на официјален ромски јазик, како и официјално прифаќање на називот ром, што на ромски значи човек. На 4-тиот светски конгрес на ромите, одржан 1990 година во Полска, решено е 8 април, денот кога е отворен првиот конгрес во Лондон, да се прогласи за светски ден на ромите, која секоја година се одбележува во целиот свет. Дека е за многу години празникот. Сега на сцената го покануваме градоначалникот на општина Делчево да додели признание за ученик Ром и Ромка за основно и средно образование од општина Делчево. И веднаш потоа доделување на благодарници и дипломи за максимално ангажирање во програмските активности.
од ОУ Ванчо Пракеделчево. Зекри Ферджан Ибраимов. Најдобар ученик од ОУ Свети Климент Охридски Делчево, Демиров Јасин. Најдобар ученик од СОУ Метод Димитевски Прицо Делчево, Хулејда Мемедова. Благодарница за успешно организирање на настанот добива Ален Закировски. Диплома за успешна соработка за одбележување на Меѓународниот ден на ромите добива ТРДП МК. Благодарница за успешно организирање на настанот Денис Зејнулов. Благодарница за успешно организирање на настанот Желеанка Демирова. Благодарница за успешно организирање на настанот Анифе Демирова. Благодарница за успешно организирање на настанот Мирсан Демиров. Благодарница за успешно организирање на настанот Джастин Мемедов. Благодарница за успешно организирање на настанот Искра Георгиевска. Благодарница за режим, хореографија и сценско уметничко обликување на настанот Зенил Таџев. Благодарим. Сега продолжуваме со точките на настап на учениците од ОУ Свети Климент Охридски од подрачното училиште Тработивиште и цитати на ромски јазик за познати светски личности со ромско потекло. Овто април КДП бара кедило, Колондон е кто конгрес сине и кердо. 8 април. На 8 април 1971 година се случи голема работа во Лондон. Се одржа тој конгрес. Пењата и праља, саре одорик сине, кедиме саборе, кшужо лафи кедило. Потоа рекла браќата, сите дојдоа се собраа заедно. Многу убаво беше. Тароса опувија сине акарде. По Лондон кедиме баши пиро
ġiftipе lafi kerge, bashi piro ġiftite lafi kerge, kosano sumnal paša keripete keren. Od сите страни дојдоа во Лондон, се собра многу денови и разговара за нашите заеднички работи. И романи ротате ачол, о роман којек танте ачол, о роман ġiftипете ġiftинен, о роман шукарипете керен. Ромското коло започна, ромите таму се собра, ромите заедно решија за ромите да направат подобро. Бибахтолосине ојекто, ром, саво подрумо гело, тари пирипу бијанди, небукно керпеске теродел. Се собра сите тие роми, сите по истиот пат, со голема желба никогаш да не се заборават. Бершенџар педрома кало мархаре, кало џивди пенакле, ки Македонија ресарге. Одејќи по патот со голема надеж, заедно тргна кон Македонија. Ко Лондон кедин гепес са о Рома, таро баро шунал, шукар хаберија, машкар пештева керге, баши полачо романо џивди пе. По Лондон се собра сите роми заедно. Убави зборови кажа за ромскиот живот. Овто април, тано баро дибе и рота таро водон ачавге, там потам кера лачарге одолеа полачо џивди пе песке керге. 8 април е голем ден за ромите ширум светот, ден за сите луѓе, ден за ромскиот живот и борба. Macedonio, chi tutte biandilu, tuteta e gianti per perdilu, o sastitu che Macedonio, contro maceri per lugia variovena, cochera chaveva e rovena, cochera mai bahtale, gifti pe tu che mangava, miliata e milia brescia, contro malperi che temnache Macedonio, miribi andi puf. Suno po pijamiti fiume elefanti, taj mačo, vavro dirigenti, savo suno man, vazdela kermušo, pisnika paldela, taj ek da bari. Права љубов, сите бараме права љубов, ама кој како ја бара? Сакам љубов која ќе ме топли, чест оган запалена само за мен. Зачувани искри и енергија, што знам горела само за мен. Бе без минато со чист образ пред огледало. Земното со небесно заменето, ничија част сказано. Се за правата љубов, да докажам единственост, верност и лојалност. Се до оној момент кога си направил грешка. Правиот те прифаќа таков каков што си, со целиот товар што го носиш на себе. Не те оценува, условува да правиш промени од тоа што си, од тоа како постоиш. Amalina, paramisi ek mangafte penaf, pakyan man kolafi na neteko vavav. Amalina sine peske trin, Amalina sar tarosunore. Sare olen tai janle, sare olen tai mangle. Olen sas but mangipe, ekames koro tatipe. Bizoa goro keriba, tai mudro chavoripe. Atije drita tajana, siklovne bizi mana. Sae panjengere ola keden, ake soski olen manke. Темнина, пирава коварти, шетам низ времето.
Пиравако бреша, шетам низ годините. Пиравако меморија, шетам низ спомените. Пиравата е родава тут, шетам и те барам. Јатма се чучи, душата е празна. Емоција на не, емоции нема. Хор ратјаата, длабоко во ноќта. На нени черења, и звездите ги нема. Барока ранлъкоси, темнина голема. Диклјон ко бадал, погледнав на небото. Чухулярди јак ко бадал. Огромет загледав. Тај дингјом манго дики туте. И се посетив на тебе. Агар и кјалјом сулуко хорманда. Така воздигнав длабоко во себе. Тај пенгјом, а канате ове сине джиманде. И рекол, сега да си тука до мене. Омазони пете на кјал и јатмата ја рахалдиња. Тагата да помине, душата да се смири. Састипе, саби наши си ма упратуте, дева, соме кердем, и ради ве кердем, букјаса ве кердем, барем туте владжанеа кај, прастаем пути, барем укаса кердем, кардикастар начордем. А светар комиро муј, дева, туте андинав, тут тиндава, састипете демар.
Браво. Браво. А още нас. После нас може ли? Орома и Индија му крела ко дешукто веко, ако абдишутно вакти побутер, овеода дживдинена ки Европа. Дикиндор не се податки, Рома и си, па ше дешудуи милионја. Олатаре ко различна религија, слободно го гакере, ниек нашти оленца ки бах музика, ко келебе, хем ко гилајбе. Коркор песке вакерена, Рома ки пири чип. Буд пенџарутне, уметникија, научникија, извидувација, та не коркори песке бахтале, сојтане Рома. И ектаро нашукар британска актерија, хем ко филми, хем ко театро, та на ошер мајќео кен овтано Ром. Рескорочачутно ана си Морис Джосе Микулајт, и ектаро најбаре филмска режисерија, му сумналескери кинематографија. Оджалели Джиплин кова со овдата на Ромо. Холивудско актеро Џул Борисович Бринер, танотаро романо потекло, Лески Ридај и Марсој Благовидова руско романи од Хајар Кирок музика. Елвис Присел, овдата на Ром, о Роберт Вилијам, Хоскино, тари Лески Рибаба, овда сине Ром. А кава актеро по бутеркотор таро потернипе на Хајале Копирибе, Хемко Келибе, бути ко циркуси. И американско пинап девилканитај, шумналескоро символи ко Шарандут не Берша, Рита Хейворд, бијамисар Маргарита Кармен Казино, сине романи о Рома ко цело шумно денге. Хем дена будбари контрибуција башив шумналескири арта, тари култура. Ромите ја напуштиле Индија во 10 век, а денес претежно живеат во Европа. Според некои податоци ги има околу 12 милиони. Тие се религиозно разновидни, слободоумни. Никој не им е равен во радоста, музиката, танцувањето и пеењето, а себе си се нарекуваат роми на својот јазик. Многу познати уметници, научници и изведувачи се горди на своето ромско потекло. Но имало и такви звезди за кои се чини дека знаеме се, освен дека се од ромско потекло. Еден од најдобрите британски филмски и театриски актри, сер Майкл Кейн, е од ромско потекло. Неговото целосно име е Морис Джозеф Миквајлд. Еден од најголемите филмски режисери на светската кинематографија, Чарли Чаплин, е од ромско потекло. Холивудскиот актер Џул Борисович Бринер е од ромско потекло по мајка му Марсуја Благовидова, руска ромка. Кралот на рок музиката Елвис Присли е од ромско потекло. Роберт Вилјам Хокинс по баба бил од ромско потекло. Овој актер го поминал по големиот дел од својата младост патувајќи и работејќи во циркус. Американската пинап божица и светскиот символ на 40-тите Рита Хейворд, родена како Маргарита Кармен Кансино, била ромка. Ромите во целиот свет дадоа и ќе даваат немерлив допринос за светската уметност и култура. април, Меѓународен ден на ромите, е дел од програмските активности на Сдруженијето Ромски културен и едукативен центар Тернипе МК Делчево, под раководство на господја Армина Реджепова. Мултикултурната програма е подготвена со цел за промоција и зачувување на традиционалната култура, јазикот, фолклорните образци, со презентација на различни традиционални уметности, традиции и култури, кои придонесуваат за афирмација на културниот диверзитет. НВО Тернипе МК
работи на промоција на сличностите и прифаќањето на различностите, мултикултурализмот, интеркултурализмот, преку организирање на културни настани, работилници и обуки за народната култура и традиција, како и промовирање на социјалната кохезија преку директно вклучување на корисниците во активности за меѓусебна соработка и социјална интеграција. Создавање еднакви можности преку организирање целодневни настани за да се обезбедат еднакви можности и економско обкружување каде секој учи без предрасуди, страв и промовирање на мирот. Со реализирање на активностите создаваме општество на доверливи и одговорни граѓани кои ќе ја разберат и практикуваат меѓуетничката интеграција, свесни дека треба да бидат креатори на општеството кое промовира соживот, мир и разбирање. Почитувани, на програмата следува сценска изведба и настап на Тернипе МК Делчево во партнерска соработка со организација Кут Гоце Делчев Делчево. Ке ги видиме балкански танц или весела гајда. Нека повелат. Daje babo, saero ma očave, saero ma daje babo. Ederlezi, saero ma daje.
изведба. Честитки за изведбата и им посакуваме успешно представување во Росковец, Република Албанија, Западен Балкан. Следува изведба на млади музичари под владом на ТРНП-МВК, кои веќе 6 месеци активно присуствуваат на музичките работилници. Тоа се млади кои се влюбени во музиката и за прв пат ќе настапат на сцена. Ги покануваме најмладите музичари да ни се представат на сцената, а вам, почитувана публико, ако ви се допада изведбата, наградете ги со аплауз. Ни многу ќе им значи.
Браво за прекрасната изvedба! Културно-уметничката програма во повод 8 април во режија, хореографија и сценско-уметничко обликување ја подготви Денил Реджебов Стручни. Име познато и признаено во градот, државата, Европа и светот. Сега следува последниот блок од програмата. Ромските јадења обично се зачинети со употреба на зачини како пипер, лук и пиперка. Комберот е исто така главен во нивната исхрана. Традиционалниот ромски десерт е ромска торта, наречена раванлија или араванија или торта парена. Рецептот се состои од домашни јајца, шеќер, брашно, гриз, ванилин шеќер, прашок за печиво и специјален подготвен прелив шербет. Суханата баклава со ореви е ориентален десерт кој е многу популарен во балканската кујна, а ромите ја подготвуваат на специфичен начин, наследен од турската кујна. Многу често се подготвува за празници како што се Бајрам, Хедерлес и други семејни празници. Друго традиционално јадење што го приготвуваат ромите е сарма, салмаја или содомај, кое се прави од зелка полната со месо и ориз. Во ромската кујна се срекаваат и полнети пиперки, особено за празниците и специјалните пригоди. Ромите готват и пуфе, односно од пржено брашно, кариста, што е печен леп од пченка, погача и кајмоко, оброк кој се состои од зајачко месо. Прават и украсни празнични погачи, селници, баници, сладки и друго. Вештите раце на 10 домакинки од Делчево во организација на невладината Тернипе МК Делчево ја подготвија денешната традиционална трпеза во чест 8 април, меѓународниот ден на ромите. A coordinamentul congelau tradițional faibe, să postavim cu foaie. A calea aia discutim programa panara. Ovem să stepă și tu mă rog nimani. Avem cu foaie te degustirina i spremno tradicionalno trepeza. Со тоа денешната програма заврши. Ви благодариме на вниманието. Повелете во фоајето да ја дегустираме подготвената традиционална трпеза. Благодариме. Тешко е, брат.